Да се намалат давачките за патарина или да се изгради алтернативен пат до Горно Седларце. Денес на мирен протест побараа жителите на ова село. Велат дека за да заминат до Тетово или до друго населено место, мора да ја поминат патарината на автопатот Тетово-Гостивар и за тоа да платат 30 денари, иако се работи за само 3,5 километри од овој патен правец. За наше село, кога правев автопат, вика че ви правиме споредни пат. Ни споредни ништо не направи. Сега почне да не плачат по 30 денари пак. Еден протестиравме, не пусти година-две, беше убаво. И сега го стега, вика, од Скопје дојде тоа наредба, да се плаќа. Плаќаме 30 денара тука кај Патарина, а тука сме близо село Горна Седларце, многу близо, 3 километри. Плаќаме како другите. Законски нас ни припаѓа 6 до 8 денари да плаќаме за патот што го пројдеме. И моментално тражиме решение. Ние у Скопје сме пратили едно барање во директорот таму, ама не знам, се уште немаме одговор, чекаме одговор од него. Ние треба да идеме, например, до Камењане, да идеме до село, тоа е некои 14 километри, а тука за 3 километри, 3,3. Да идеме, например, до Брвеница, на другата страна, исто тоа е некои 15 до 16 километри, за нас е тоа трошок. Не да не сакаме, туку е за нашето село тоа е многу скапо. За 3 километри да платиме 30 денари. Значи, 400 куќи има нашето село. Од тие 400 куќи, 200 коли да поминуваат дневно, тоа е 200 евра. Во ниво на годината тоа е 73.000 евра од прилика. Тоа е нелогична работа. Нашите барања се многу јасни. Ние бараме спореден пат, за да имам алтернатива за овие 3 километри. Жителите на Горно Седларце велат дека ако не бидат прифатени нивните барања, ќе продолжат со протести со кои ќе го блокираат сообраќајот на овој патен правец.